А сега ние ќе продолжиме понатаму со нашите содржини, поточно во студио Сузе ја пречека нашата следна гостинка Јелена Димитровска, на која што ќе кажам добро утро и добре ни дојдовте. Она што го јас забележувам во нашето студио е нешто преубаво и прекрасно. Зборуваме за помеѓуплатното и коњите, кога уметноста и природата зборуваат на исти јазик. Ги сакаме коњите? Премногу. Очигледно, така? И прекрасни се морам да забележам. Јелена, дали сакате нешто да ве почестиме од нашата меника? Ви благодарам, доволно е водата. Колку се гостите по летниот период со водата, да. Претерано, да. Одлично, повелете со разговорот и да уживаме во она што ќе го гледаме. Благодариме. Денеска, како што најавивме и од рано наутро, говориме на јазикот на уметноста и точно така, и смирено, опуштено и ведро ќе ни тече и разговорот, најавувајќи една убава изложба на 10 јули во петок во едно многу невообичаено место за изложба. Јелена, добро утро. Добро утро, добро. Добре ни дојде втор пат гостинка во утринската програма. Јас морам да признам, иако тогаш не беше Јелена моја гостинка, беше гостинка на нашата колешка Оливера, а јас бев од другата страна на пултот. Јас на прва се влюбив во нејзиниот стил на работа и денеска веќе имам две слики во моја собственост, на кои многу им се радувам со твојот подпис и можам да ти кажам дека тие две слики го добија најпривилегирани се во мојот дом, бидејќи го добија единствениот зид на кој бев убедена дека никогаш нема да ставам слики. И тие слики се сместени токму на тој зид. Да, ќе ги видиме и подоцна во инсертите. Кажи ми, уметноста е јазикот кој најдобро го познаваш, така нели? Па да. Кога го препозна тоа чувство во тебе, иако ти не си школуван уметник? Така, значи, од дете имав љубов кон уметноста, кон цртањето. 2023 почнав да цртам. Пријателите многу ме поддржа. И сето тоа ми даде инспирација да продолжам понатака. Тоа значи на која годишна возраст морам да прашам? Па 47 години почнав да цртам. Почнавте да сликате на овие години. Да. Претходно немавте чувство дека? Од дете цртам, сум идела на надпревари во основно училиште, но после тоа стагнирање, средно школо, излагање, брак, деца, работам во државен архив, архивист сум. Ме изненадивте. 30 години сум во државен архив и сум горда што сум таму. Имам прекрасни луѓе околу мене, колеги со кои што сме веќе 30 години буквално како едно. Да. Ме поддржуваат. Колку време, сакав да прашам, беше потребно да го споделиш твојот талент? Понекогаш, особено ако тоа ни се случува така, од нигде никаде, некогаш и немаме храброст тоа да го споделиме, не знаејќи како ќе реагира околината на она што го работиме. Па се тоа стана онака во рокот. Ми дојде еден момент каде што, тежок момент, каде што јас случајно останато од ќерка ми платна и бои, ги најдов во еден ќош од собата, ги отворив платната, нацртав сликата за час и половина, ја објавив на мојот Facebook профил и веднаш ми се јави една пријателка, чија е сликата, викам моја. Дали е за на продажба? Викам, па не знам, може би збунето беше. Ја сакам сликата. Таа иста особа ми има купено најмалку 12 дела и благодарам на довербата и на сите што ги имаат. Позната особа? Ваша познаничка. Да. Понекогаш навистина толку ќе добиеме добар фидбек од луѓето кои не следат и ќе станеме свесни за она што го поседуваме. Некогаш отсуството на храброст ми се чини дека најмногу не кочи во тоа да го споделиме нашиот талент и да го растеме, што е уште поважно да се расте тој талент. Инаку во минатото гостување кога Јелена беше гостинка кај Оливера, ни донесе овде многу повеќе слики кои верувам дека поголемиот дел сега веќе се и продадени, но ова што е веднаш до мене сместено, овој убав конј,
Прекрасен. Не е ниту довршен, а можеби не е ни добро исушен, бидејќи се работеше во текот на ноќта пред да дојде Елена во нашето студио. Толку кратко време ви е потребно за вакво дело. Да. Од каде толкава љубов кон коњите? Дали можеби си собственик на некој конј или можеби си одиш на часови за јавање? Сето тоа, јас сум љубител на животни. Можам да кажам дека не постои животинче што сум го видела, не сум го допрела. Кога одам во КК Бравадос, во конјички клуб, таму ги најдов луѓето се толку мили како фамилија. Почнавме, мислам, се зближив со еден конј премногу, иначе сите коњи ги сакам. Ми дадо часови за јавање. Не можам да ви опишам кое е чувството кога ќе влезете во штала и таа енергија што ја добиваме и таа љубов и од едно суштество кое тежи од минимум 700 килограми па нагоре, колку тие знаат да бидат благородни. Ама и нежни. Коњите знаат да бидат и многу нежни ако се толку големи, да. Значи, буквално тие чувствуваат енергијата и кога си тажен, и кога си радосен. Не, и кога поминуваш низ самата миризба ќе ти се доближи, ќе те помириса и да. И не случајно, да, и не случајно изложбата која што ја најавуваме денеска ќе биде во петок од 17 часот, ќе се случи токму во конјичкиот клуб Бравадос. Како дојде на оваа генијална идеја? Спонтано. Онаму каде што ти е срцето. Да. Јас мирот и љубовта ја наоѓам таму. Ги осеќам тие луѓе премногу блиски, коњите исто така ги обожавам. Сакам да биде нешто поинакво, да биде наотворено, каде што ќе може направив и подготвам, односно каче и за најмладите, каде што ќе може да ги запознам со коњите, да бидејќи кој ќе застане некој пред некое толкаво животно има страв, а да видат колку се тие нежни. Тоа каче за дечињата ќе имаме изложени боенки со тема коњи, со боички, едноставно да излезат и децата од дома. Да прекинеме со она телевизија, фејсбуци, социјални мрежи, каде што денеска родителите се повеќе посветени на кариерата и на социјалните мрежи отколку на децата. За жал ги препуштивме децата да се воспитуваат преку нивните телефони или преку некакви други игри, а потоа се чудиме и се прашуваме зошто ни се случува толку насилство. Да. Посебно во најурбаните делови и од главниот град и во останати градови, што е многу поразително за во овој 21 век. Еве ние гледаме инсерти, гледаме дел од сликите кои што ќе можат да ги видат и да си ги купат. Предпоставувам дека еден добар дел од овие слики се веќе и слободни за продажба, така нели? Има слики за слободни за продажба, да. Има изложено 30 дела од кои што 20 се сигурно за продажба. Тоа е мојата слика која седи во мојата дневна соба и јас во секоја прилика кога го пијам моето кафе и кога ќе ја погледнам таа слика, чувствувам една таква убавина и длабочина. Да. А ова е плакатот за петочната изложба и можам само да замислам колку несекојдневно, колку убаво и колку магично ќе биде таму. Ќе бидат ли поканети сите оние кои што купиле досега твои дела? Сите сте поканети, изложбата е отворена. Буквално секој кој има желба да ги запознае коњите, да излезе од овој хаос градски, може да дојде, бидејќи е тоа преубаво место. Има ланч бар. Едноставно може да уживате во природата. Да, тоа е онаа терапија со животни која што ја практикуваат во светот многу одамна,
А на дополнето со арт терапија, пак вистински Каде погодот што ќе и ги верувам дека ќе уживаат не само децата кои што ги споменавме, децата на нивни непрепознатлив јазик умеат така добро да се прилагодат и на животните, а и на природата, затоа што ние сме создадени од природата, но ова наше модерно живење не одвлекло толку многу од оската, посебно од природата, што забораваме што не прави среќни, нели? Кој дел од денот е најплоден за работа? Дали ноќите се можеби време кога најмногу можеме да уживаме во создавањето на едно дело? Пред се треба да дојде моментот, од внатре. Значи се уште државна работа активна? Да. Се уште 8 часовно работно време? И после тоа 8 часовно работно време? Кога ќе добиам инспирација или нешто, радост, тага, јас се затварам во моја соба и таму отворам. Може да биде и до утро, може да прекинам, може после 2 дена да продолжам. Се зависи во моја, во која енергија ја имам во тој момент. Во која техника најчесто работиш? Акрил. Акрил. Акрилот има способност брзо да суши, Брзо суши. а и лесно да поправа дадени места кои можеби не сме задоволни или се работи за некој погрешен потек кој што сме го извлекле, со акрилот лесно можеме. Многу е покривена, најмногу ми одговара затоа што сум јас малце хиперактивна и сакам веднаш да се создаде нешто, а акрилот тоа ми го овозможува. И брзо суши. Затоа што брзо суши. Се набавуваат ли добри и квалитетни акрилни бои кај нас или од странство? Има, но претежно до сега од Белград ги зимам. Да. Која е сликата, можеби, или делото кое што заминало најдалеку од нашиве простори? Има ли такви? Имам во Канада, имам во Лондон. 2 слики имам во Лондон. Има во Србија и тука кај нас. Кога би требала да живееш само од уметност, се живее ли од уметност? Јас не, бидејќи веројатно има уметници кои што живеат, познавам такви големи луѓе, големи уметници со големо име, кои што живеат од уметност. Мене ми е целта кога еден човек ќе застане пред сликата да се пронајде. Пошто во секоја слика секој си се пронаоѓа со нешто, со дело чувства, со дали е тоа сјај во око или не знам што, тоа е за мене Да. Приказната во сликата. Ограничува ли моментот на нарачка, да речеме конкретен клиент или некој кој што веќе купил дадена слика сака нешто посебно? Те ограничува ли тоа? Те става ли во некоја рамка? Има луѓе кои што нарачуваат, дали е портрет, дали е некоја друга слика. Имам и во Солун слика, каде што еден клиент побара за добро другарство, се дружеле плоштадот кај што е кулата во Солун да ја насликам со нив четворицата. Но ми даде одврзани раце, мојата имагинација да го направи својот. Беа премногу задоволна. Так, па ако на уметник не му дадеш одврзани раце, ништо од уметноста, така Јас повторно ќе се навратам на тоа колку ме воодушевивте и изненадивте во подоцнежни, да кажам. Никогаш не е доцна, цел живот се учи. Елена, И голема сега благодарност. Тоа е факт дека никогаш не е доцна и не знаеме што носиме во Да, само во треба да се себе, отклучи само копчето. Копчето, Да се Елена, Треба и некој да ве поттикне. Да, голема Како што- благодарност. Прекрасни дела, Голема прекрасни благодарност. уметнички дела и сигурна сум дека и изложбата ќе биде Ве преубава. поканувам. Благодарам многу. Од 5 Со до задоволство. 9 часот ќе 9. биде отворено. Мислам од 17 до 21 часот. Од најмладо до најстаро ги Така, очекувам Со сите. задоволство, со задоволство. Ќе Ви ве благодарам. благодарам многу.